Добар ден, време са дневникот во 16:30. Еве ги настаните кои го одбележаа овој 12 ноември. Штипските лекари ставија потпис за поддршка на повелбата за заштита и унапредување на лекарската професија со измени на Законот за лекарската дејност. Разбиена криминална мрежа чиј организатор е пензиониран полковник од Штип. Вклучени се неколку фирми кои работеле на црно и затаиле данок од близу 1.000.000 евра. Регионалните стопански комори на Штип и Кичево на деловна средба договорија тесна соработка меѓу компаниите од источниот регион и крајниот запад. Повелба за заштита и унапредување на докторската професија денес потпишаа лекарите во клиничката болница во Штип. Освен поголема безбедност, лекарите бараат и услови за професионално вршење на дејноста и унапредување на угледот на докторското звање. Со години наназад за ова се залагаат и лекарите од приватниот сектор. Штипските лекари денеска во голем број дадоа поддршка за заштита и унапредување на докторската професија преку донесување на Законот за докторска дејност, кој ќе опфаќа независно и професионално вршење на работата, како и сигурна безбедност за време на работните задачи. Инцидентот кој неодамна се случи во клиничкиот центар во Скопје, каде беше направен обид за убиство на лекар за време на работна дејност, е една од главните причини за која лекарите денеска ги изнесоа нивните барања во Законот, бидејќи се чувствуваат загрозено. Соочени сме со фактот дека се поголем број имаме на пријави за вербални и физички напади врз заштедените работници, кои што пред неколку дена резултираа со еден немил исход. И со новите законски измени е предвидено при напад и нанесување на тешка телесна повреда врз здравствен работник да како службени лица, третирани во законот како службени лица, напаѓачот автоматски ќе добие 10 години затворска казна. Статус кој што ќе ни овозможи да во рамките на законот бидеме третирани на исто ниво како напад врз полицаец, униформирано службено лице, судски вработен и така натаму. Факт е дека има изразено незадоволство од страна на пациентите за тоа како се третирани за време на медицински прегледи, но за тоа незадоволство постои постапка во рамките на институциите на законот со тоа што би помогнале да се реши настанатиот проблем на секој пациент, додаде Стојановски. Пациентите е предвидено да достават до нас преставка врз основа на која што ние болница имаме комисијата за медицинска етика и квалитет на лекување и ако имаме некоја приметба, комисијата понатаму размислуваме за дисциплинска. Ако пациентот не е задоволен, понатаму има и повисоки инстанции каде што тој може да се обрати. Сдруженијето на приватни лекари од Штип веќе неколку години наназад има покренато иницијатива за измени во законот, но досега нивната реакција не била земена за сериозно. Може би ваквите настани ќе испровоцираат конечно се донесе ваков закон, иако како алтернатива се поставуваше и идејата дека здравствените работници да се прогласат за државни службеници, со што ќе добијат соодветна заштита, а и обврски како државните службеници. Која идеја од идеите овој последниот настан зборува дека бевме во право кога баравме посебни закони и посебна заштита на здравствените работници уште од порано. Лекарите се надеваат дека конечно нивното барање ќе биде испочитувано и ќе им биде решен овој проблем со кој се соочуваат со години, бидејќи има доста случаи каде лекарите повеќе пати биле вербално нападнати. Учество во носењето на законите за здравствената дејност, подобрување на условите за работа и дигнитет на лекарската професија бараат и дел лекарите во здравствениот дом и општата болница во Кочани. Помала група лекари денеска се собраа во кругот на општа болница во Кочани за поддршка на лекарот кој пред 3 дена беше повреден со огнено оружје на клиниката за дигестивни болести од страна на синови од починатата пациентка. Лекарите изразија солидарност за својот колега и побараа поголема соработка со здравствените власти. Денешниот собир е на лекарската фела и на целиот медицински персонал во општа болница Кочани здравен дом, Центар за јавно здравје, да изразиме поддршка за колегата Љубомир Огненовиќ, кој
имаше трагичен настан во понеделникот и да изразиме револт кон се оно што се случува после тоа и пред тоа односот на сите институции према нас како лекари, како луѓе во бели мантили. Од сите барања се придржуваме кон тоа барање, кон барање на оставка на министерот, за да може да се преземе нешто во нашата фела. Да се обезбеди достоинство и дигнитет на белиот мантил, да се обезбедат подобри услови на работа, бидејќи работиме под голем притисок, правата на пациентите се задоволителни, но правата на лекарите ги нема никаде. По-конкретно, од лекарската фела бараат да учествуваат во носење на законите за здравствена дејност и со тоа да ги подобрат своите позиции во општеството, како и квалитетот на лекување на пациентите. Лекарите кои не учествуваа во протестот коментираа дека во Кочани истиот има политичка позадина, особено во делот на барањето за оставка на министерот Никола Тодоров. Деловна средба денес во Штип има регионалните стопански комори на Штип и Кичево. Потребно интензивирање на соработката меѓу компаниите од општините Штип, Свети Николе, Пробиштип, Карвенци, Кичево, Македонски Бруд и Пласница. Размена на искуства и зголемување на соработката помеѓу регионалните комори од Штип и Кичево е иницијатива која покрена Стопанската комора на Македонија. За таа цел денес се одржа деловна средба во Штип, на која присуствуваа представници од локалните самоуправи од Штип и Кичево, како и стопанственици од источниот и западниот регион. Цениме дека е исклучително значено да се создаваат овакви средби кои што допринесуваат за осознавање на стопанството во Македонија, ресурсите кои што ги нудат самите региони и можностите за соработка, како и утврдување на полина кои што е потребно подобрување со цел развој уште поголема на стопанството. Од регионалната комора на Штип смета дека ова е правиот начин да се решат проблемите, а со тоа и да се подобри бизнис климата. Ова е прва средба помеѓу стопанствениците од регионот Штип, источниот регион и стопанствениците од Кичевскиот регион. На денешната средба имаме за цел да размениме искуства, вештини и да видиме каде едни со други можеме да си помогнеме во бизнисот и во подобрување на економската ситуација на фирмите кои што се присутни на оваа бизнис средба. Кичевскиот регион е поширенолик во однос на дејностите. Едни од најразвиените се металуршката, градежната, прехранбената и текстилната, а од скоро време и автомобилската индустрија. Посебно значење во последно време дава големата инвестиција која што ја донесе владата на Република Македонија. Тоа е во автомобилската индустрија, тоа е КСС, компанија која што ќе изработува воздушни перничиња. Исто така и во дел на прехранбената индустрија и во дел на градежништвото, кичевските фирми се доста вклучени. Најново нешто, односно најсвежо што ни е и познато на самата македонска јавност е изградбата на автопатското решение Кичево-Охрид. Регионалната комора од Штип пред една недела потпиша меморандум за соработка со општина Штип со цел подобрување на бизнис климата во овој регион. Со наредниот прилог одиме во Пробиштип, каде денес се одржа третата форумска сесија за креирање на општинскиот буџет. Доминираат инфраструктурните планови за решавање на комуналните проблеми на жителите од периферните населби и селата во оваа општина. На денешната трета форумска сесија во рамки на програмата Форуми во заедницата и во рамки на буџетскиот форум во општина Пробиштип, граѓаните имаа можност да дискутираат за расходната страна на буџетот на општината за 2016 година. Конкретно станува збор за програмите за изградба и одржување на локални улици и патишта, изградба и одржување на улично осветлување и локален економски развој. Во рамки на овие три програми општината има по претходна консултација со граѓаните, секако и во рамки на својата стратегија, предложено одредени проекти кои што им беа презентирани на граѓаните. Овие програми беа на оваа трета сесија опфатени, бидејќи станува збор во истите постојат проекти кои што се развојни и капитални. И граѓаните дискутираа во рамки на програмите, дискутираа за предложените проекти од страна на општината, даваа своји препораки, даваа своји проекти кои што општината во принцип ги прифаќа. Последната форумска сесија е на 3 декември, кога ќе се дефинираат идеите на граѓаните кои може да се реализираат од страна на локалната самоуправа наредната година.
Штип е една од општините во регионот во која засега функционира единствената специјализирана продавница за сортни македонски вина. Овие продавници беа поддржани со мерката за финансиска поддршка во руралниот развој, со цел промоција на македонските вина и развој на винскиот туризам. Со една специјализирана продавница за продавање на сортни македонски вина, Штип е единствената општина од овој регион која што доби поддршка преку мерката за финансиска поддршка на руралниот развој. Имавме два јавни повици до сега за отворање на продавници. Мислам дека во Скопје е отворена една продавница и една е отворена во Штип. Брендирани продавници со интериер кој е веќе изработен како проект и кој, што значи дека се типски продавници. Во однос на интериерот се кофинансира 50% од инвестицијата во интериерното уредување, се финансира закупот на просторот, доколку не е во собственост на оној што аплицира. Просторот може да биде од 20 па до 100 квадратни метри, такви се и проектната документација одговара на сите тие, на неколку големини на интериер. Обврските на ваквите типски продавници за сортни македонски вина се нивна промоција и обезбедување на еднаков простор за сите винари во државата. Миркава представува еден обид за брендирање на продавници кои би биле препознатливи во десетина градови во Република Македонија за странските туристи, каде најлесно би можеле да дегустираат македонски вина и секако да купат нешто и да понесат со себе. Освен Штип и Скопје, најмногу шанси за отворање на следна ваква типска продавница има градот Охрид. Во акција на Управата за финансиска полиција открие неголем случај на добро организиран финансиски криминал, во кој како главен актер и организатор се јавува лицето СС од Штип, пензиониран полковник на Арама. Финансиската полиција откри финансиски криминал тежок 935.000 евра. Во акција на Управата за финансиска полиција откриене нов голем случај на добро организиран финансиски криминал, во кој како главен актер и организатор се јавува лицето со иницијали СС од Штип, пензиониран полковник на армијата на Република Македонија. Финансиската полиција спроведе предистражна постапка кај 6 фирми од Скопје, Гостивар, Тетово и Куманово, при што откри постоење на основано сомневање за сторен финансиски криминал тежок 935.000 евра. Според податоците од предистражната постапка, 6 осомничени фирми преку нивните собственици и управители во изминатите неколку години најголем дел од нивното деловно работење го вршеле незаконски, односно производите кои ги произведувале или увезувале од странство ги продавале во кеш на црно, без при тоа да ги пресметаат и да ги платат даночните обврски кон државата. Со цел да се прикријат кривичните дела, собственикот на фирмата Стар Груп од Скопје со помош на штипјанецот СС извршиле фиктивна продажба на фирмата на лице од Бугарија. Истата шема била употребена и при фиктивната продажба на витамин Ага ДОО од Гостивар, која е во собственост на пријавениот АШ од Гостивар. Пензионираниот полковник од Штип истата шема за превземање на криминално задолжена фирма ја употребил за правниот субјект Ванекс Експорт Импорт од Тетово, фирма која е во собственост на лицето ВТ од Тетово. Најголем финансиски криминал сепак е откриен во кумановските фирми Златен клас ДООЛ, Златен клас Рот и Златен клас Джуна. И овде организатор е истиот СС од Штип заедно со неговиот партнер РТ исто така од Штип. По извршениот претрез во домот на главниот организатор на криминалните активности СС од Штип, пронајдена е документација за правните субјекти вклучени во измамата, чии собственици се државјани на Република Бугарија. При претресот кај пријавениот пронајдени се и 2 преносни компјутери во кои од извршениот увид од страна на Управата за финансиска полиција утврдено е дека се користени за креирање на документација за преземање, односно фиктивна продажба на фирмите кои се осомничени за финансиски криминал. Компјутерите и целокупната пронајдена документација се одземени и ќе бидат предмет на натамошно вештачење. Во истражувањето на случаите се вклучи и Интерпол од Република Бугарија, од каде се обезбедени сите инволвирани бугарски државјани кои станале собственици на македонските фирми осомничени за финансиски криминал.
Со 4 поднесени кривични пријави до основните јавни обвинителства во Скопје, Гостивар, Тетово и Куманово за кривичните дела даночно затајување, фалсификување или уништување на деловни книги и помагање на сторител по извршено кривично дело, осумничени се вкупно 8 физички и 6 правни лица за вкупна штета од 935.000 евра. СВР Штип поднесе кривична пријава против БК, 47 години од Штип, поради сомнение дека сторил кривично дело кражба. Пријавениот во јуни годинава влегол во приземниот кат од куќа на улица Киро Аџи Арсов во Штип. Извршил преварување и одзел 3 мобилни телефони, златен накид и 2.000 динари, со што причинил материјална штета од 45.000 динари. Кривична пријава е поднесена и против 22 годишниот ИМ од Виница, поради сомнение дека сторил тешка кражба. Пријавениот на 7 септември годинава со употреба на оригинални клучеви ја отклучил металната влезна врата на продавницата Доел Ви Вардар во Виница. Влегол, извршил пребарување и одзел фискална каса, апарат за дополнување на кредити за мобилните оператори, читач за уплата на игри на среќа и други производи, со што причинил материјална штета во износ од околу 90.000 динари. Да се искорени питачењето на децата роми и наместо на улица да се вратат на училиште. Ова е крајната цел на проект на кој работи Ромското младинско здружение Барвалипе. Во Штип деновиве беа посетени скоро сите семејства чија деца не одат во основните или средните училишта. Да се стави крај на питачењето на ромските деца беше главната цел на локалниот панел Ромски деца на улица кои питачат и се исклучени од воспитно-образовниот процес во општина Штип, кој се одржа пред 2 недели. Представници на тимот Барвалипе деновиве работеа на терен. На терен дојдовме до следниве резултати, дека од вкупно 79 семејства кои што беа посетени, 40 семејства со нивните родители и самите деца се во странство во земјите на Европската Унија. Можам да кажам дека во 29 семејства беше разговарано со родителите, бидејќи најголемиот дел од децата кои што редовно не посетуваа настава, разговаравме со самите родители, бидејќи на оваа сезонска работа тие заедно со нивните родители беа, работеа заедно со нив и разговаравме со родителите да нивните деца го продолжат нивното образование. Децата на оние семејства кои биле во Германија и се вратиле во Македонија веќе редовно посетуваат настава, а оваа организација продолжува со своите активности. Веќе во недела, како представник, делегат од општината, ќе присуствувам на средба, на состанок на Барвалипе програмата, која што ќе се одржува во Белград, во Република Србија, каде што со сите останати земји, каде што се имплементира Барвалипе програмата, ќе ги пренесеме активностите кои што беа реализирани во изминатиот период и она што би следувало, како следни активности кои што ќе произлезат да се реализираат во иднина. Инаку во оваа регионална програма се вклучени 16 земји во кои се имплементира декадата на роми. Утре со почеток во 17 часот во Домот на културата Јане Сандански во Пихчево ќе се одржи хуманитарен концерт за собирање средства за лекување на Зоран Двојаковски. На концертот ќе учествуваат ученици од Дилчево, Пихчево и Берово. Ученици и музички таленти од Пехчево, Делчево и Берово утре вечер ќе одржат хуманитарен концерт за лекување на новинарот Зоран Двојаковски. Концертот ќе се одржи во Домот на културата Јане Сандански во Пехчево со почеток во 17 часот. На Зоки му се потребни средства за лекување на тумор на бешиката, болест која му е дијагностицирана пред 2 месеци. Тој веќе е примен во болницата во Благоевград, Република Бугарија и итно му се потребни 5.000 евра за оперативен зафат. Двојаковски е момче во количка со тежок хендикеп на нозете, но и покрај се, досега успешно работеше како новинар во Берово.
Организатори на хуманитарниот концерт се Основното општинско училиште Ванчо Китанов од Пехчево, Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево, Средното општинско училиште Ацо Русковски од Берово, Центарот за лековити билки и шумски плодови Амброзија Пехчево, Општината Пехчево и Домот на културата Јане Сандански. Влезниците за концертот се продаваат по 50 денари. Вечерва во 20 часот во мултимедијалниот центар на Угада премиерно ќе биде прикажан новиот македонски играно документарен филм Последниот македонец, патот до истребување во режија на Илија Пиперковски. Во рамки на активностите на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, кој ги организира на полето на културата и уметноста, периодов е исполнет со доста проекции на филмови, како од странско производство, како што беше организацијата на неделата на германските филмови, така и од домашна продукција. Еден од тие настани се случува и вечерва. Со почеток во 20 часот во мултимедијалниот центар кој се наоѓа во склоп на економскиот факултет, премиерно во Штип ќе биде прикажан новиот македонски играно документарен филм Последниот македонец, патот до истребување во режија на Илија Пеперковски. Сценариото го напиша Александар Кукулев, кинематографер е Дејан Димески, монтажата на Данчо Стевков, а како продуцент се јавува Снежана Лупевска-Созен. Овој филм, кој финансиски е поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија, својата македонска премиера ја имаше во рамките на 36-тото издание на фестивалот Браќа Манаки, а освен вечерва проекции ќе има и во текот на наредните 2 дена. Билетите по цена од 100 денари може да се купат во книжарницата на економскиот факултет секој работен ден од 9 до 16 часот и 1 час пред почетокот на проекциите. Освен Последниот македонец, патот до истребување, штипјани наскоро ќе може да очекуваат промоции на нови македонски филмови. Филмот кој што ќе има премиера сега на 12 ноември во Скопје, тоа е еднаш потоа ќе дојде во Штип, тоа е филмот 3 дена во септември и таму некаде крај на ноември, почеток на декември македонскиот исто така нов филм Татко. Словенија почна со бодликав тел да ја оградува границата со Хрватска во обид да го запре рекордниот прилив мигранти и бегалци. Словенија во минатиот месец се најде на балканската мигрантска рута, откако Унгарија ја затвори низината граница со Хрватска и Србија. За тоа време околу 180.000 мигранти и бегалци минаа низ Словенија на патот за Австрија, Германија и Шведска. Љубљана планира оградата да биде во должина од 80 км. Границата меѓу Словенија и Хрватска е долга 670 км. Руска телевизија погрешка објавила снимки од таен систем на торпеда со нуклеарни боеви глави, кои Русија моментално ги развива. Ова информација која веднаш се прошири низ руските медиуми ја потврди официјален Кремљ. Навистина некои тајни податоци беа снимени со камера, затоа снимките беа повлечени од веб страниците. Се надеваме дека нема да се повтори такво нешто, изјави потпрвот на Кремљ Димитри Песков. Две руски телевизии, КТВ и Првиот канал, кој е под контрола на државата, во вторникот објавиле снимки на кои може да се види руско воено лице, како ги разгледува документите со нацрт и опис на новиот систем на торпеда со нуклеарни боеви глави. Новото оружје кое што го развиваат русите има кодно име Статус 6. Владеачката партија Сириза ги повика сите грци да учествуваат во генералниот 24-часовен штрајк против политиката на штедење, што самата ја спроведува, јави дописникот на Мија Одатина. Секторот на партијата задолжен за работничките прашања издаде соопштение против екстремите неолиберални политики и истакна дека борбата ќе продолжи уште подинамично. Во соопштението се апелира до вработените, пензионерите и младите да учествуваат масовно на денешниот генерален штрајк што го организираат синдикатите. Денеска се затворени сите владени институции, болниците работат со неопходен персонал, јавниот превоз е сведен на минимум, а метрото и железничкиот сообраќај во Атина воопште не работат. Фудбалерот на Манчестер Сити Серхио Агуеро обелодени дека влегува во завршна фаза од рехабилитацијата, така што аргентинецот наскоро ќе му биде на располагање на тренерот Мануел Пелегрини. Викендов има пауза во националните првенства поради репрезентативните настани, што значи дека голгедерот ќе има дополнително време да се врати во форма пред дербито со Ливерпул закажано за 21 ноември. Инаку тој се повреди минатиот месец при настап за аргентинската репрезентација.
Селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Игор Ангеловски најави борбена, пожртвувана и офанзивна игра на утрешниот дуел со Црна Гора. Играме против една квалитетна репрезентација која во Скопје доаѓа во најсилниот состав. Ги почитуваме, но ќе бидеме фокусирани на нашата игра, која ќе биде офанзивна и со цел да постигнеме гол повеќе од противникот. Сакам кај моите играчи да наметнат еден нов стил на игра кој ќе биде многу поофанзивен и похрабар. Верувам дека оваа репрезентација на Македонија е составена од квалитетни играчи кои треба да се ослободат од притисокот од минатите квалификации и да го покажат своето вистинско лице. Само со верба во себе и пожртвуваност можеме да се радуваме на победи, рече Ангеловски на денешната пресконференција. Инаку средбата ќе се игра на Националната арена Филип II утре вечер од 18 часот. Македонскиот кошаркарски репрезентативец Предраг Самарџиски од Мега Лек се сели во турскиот клуб Бујук Чекмеџе. Трансферот на центарот го потврди неговиот менеджер Мишко Ражатовиќ преку својот Твитер профил. Во досегашниот дел од сезоната на АБА лигата, Самарџиски имаше голем придонес во играта на Мега. Тој со просечни 10,6 споени и 6,7 скокови по надпревар беше еден од најдобрите кошаркари на тимот од Сремска Митровица. Самарџиски во минатото настапувал во Турција како играч на Олин Едирне, Мерсин и Анкара, а беше дел и од екипата на Партизан, Литвос Ритас и Црвена Звезда. Со МЗТ Скопје Аеродром претходната сезона го освои шампионскиот трофеј во Македонија. Ова е се во ова издание на Дневникот. Довидување до 20 часот. Термин за второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Пријатно попладне.